Еве, ќе споделам со вас за прв пат денеска утринското кафе го испивме со почитуваниот професор Јовев и значи професорот ќе продолжи да работи како најдобар кадар во таа клиника заедно со другиот стручни тим тамо што е со сите други колеги кардиохирурзи, ќе се посвети повеќе на пациентите и на работата, а ќе има мојата потполна поддршка како доктор што ќе работи, ќе ги изврши секојдневните работи и дејности во клиниката. Како директор? Не го кажав тоа. Значи ќе има нов директор. Кажав како тоа ќе видиме. А тоа ќе видите. Значи моментално нема директор на кардиохирургија. Почитуваниот професор ја има мојата потполна поддршка како доктор, како професор да ќе изврши секојдневните обврски на клиниката. Мислам дека сум многу јасен и значи во таа програма за трансплантација и тоа што го кажа вчера ќе го потврдам, ќе се залагам со ребалансот на буџетот да се зголеми буџетот за програмата за трансплантација за да ни биде уште поуспешна, еден поголем поттик да даеме и тука ќе бидеме за да со цел да си ја развиеме државната кардиохирургија и мислам дека со ова тема е веќе апсолвирана. Само уште нешто, простете, само да ве прашам дали ја прифати вашата понуда да биде ваш советник? Не зборувавме за тоа, значи испивме кафе и значи како што ви кажав, почитуваниот професор е мој добар другар и мој колега. И ние и после ова ќе продолжиме да работиме на клинички центар заедно. Со цел, значи пациентите секогаш и како министер сега и како лекар утре и претходно како лекар што бев, значи да соработуваме за таа цел. Министре, две кратки прашања, ќе се надоврзам на колешката. Прво, дали тоа значи дека нема да ја преиспитате одлуката за разрешување на Јовев, бидејќи го барат сите тоа од вас, и Јовев и неговиот адвокатски тим и лекарската фела, односно Македонското лекарско друштво? Значи, кога министерот донесува одлука, таа не се преиспитува и ја за тоа ви одговорив и мислам дека тоа е апсолвирано прашање, да не ги повторам истите зборови. Голема почит кон професорот, сепак ќе ви кажам, мој добар мил другар и колега.